За збор се јави, има збор господица Томич Тања, повелете. Благодарам, почитуван председателе. Почитувани колеги, навистина не ми е јасно до кога ќе ја минувате вакви несериозни предлог закони од страна на владата. Ова што денеска се прави со МЖ инфраструктура се направи со ОХИС пред 6 месеци. Владата им ги прости долговите што ги имаат кон неа. И што со тоа? Нема конкретна стратегија на кој начин МЖ инфраструктура ќе профункционира и ќе работи онака како што треба, обезбедувајќи безбеден сообраќај на граѓаните кои што ги користат незините услуги. За жал, главницата од долгот во износ од 9 милиони евра е всушност за камати на персонален данок. Не е за конкретни трошоци, не е за данок на добивка, не е за персонален данок, туку за камати им простуваме само заради фактот што не нашле за сходно навремено да ги исплатат персоналниот данок и данокот на добивка. Она што е трагично во МЖ инфраструктура е што тамо, почитувани колеги, не треба вакво едно законско решение со простување на долгови. Тамо треба конкретна стратегија како тоа предпријатие да профункционира. И реално тоа предпријатие може да функционира. Само треба менаџерскиот тим да има желба и волја да тоа го направи. Имено во 2002 година, кога ВМРО ДПМН ја загуби власта, тоа предпријатие во товарниот сообраќај правило 1,2 милиони денари нето тон на километар. Во 2006 со квалитетен менаџерски тим, таа бројка стигнала до 2,8 милиони денари. Или со други зборови, бидејќи 1,8 милиони денари нето тон на километар е потребно за да работи профитабилно ова предпријатие, во периодот од 2002 до 2006 ова предпријатие остварувало добивка за да може да инвестира во собствената инфраструктура. Денеска, почитувани колеги, благодарение на вашите способни менаџери, ова предпријатие прави 1 милион само денари нето тон километар. Или со други зборови, скоро 3 пати е намален транспортот на стоки. Во однос на транспортот на луѓе, во периодот до 2006 предпријатието остварувало 70 до 80 илјади карти, а сега има продажба на само 30 илјади карти. Она што навистина е жално е што имотот кој што ова предпријатие го има се распродава за бадијала. Имено директорот на ЈП Македонски железници инфраструктура Ирфан Асани, заедно со раководителот на подружницата за одржување на пруги Златко Апостоловски, на косовската фирма Еуро АБ Тиранес Вити на Косово, продаваат квалитетни половни шини. Половни шини кои што би можеле многу лесно да се вградат на споредните колосеци на пругите во Република Македонија. За жал, истите овие половни шини кои што можат да ги користат, ги продаваат како старо железо на косовската фирма која што ја споменав, не затоа што е тоа подобро за предпријатието, туку затоа што на таков начин по-ефтино ќе ги продадат овие шини. Доколку ги продаваат како употребливи половни шини, цената ќе беше 2 пати или 3 пати поголема. Заради тоа вашиот менаџерски тим одлучува да ги продава половните шини како старо железо. Иако во последните 4 години во Република Македонија не е набавен ниту 1 метар шина, иако најавувате дека ќе се набавуваат нови вагони, ќе се набавуваат нови локомотиви, кажете ми каде ќе се движат тие? Ќе возат по 30 или 40 км на час, бидејќи шините во Република Македонија толку само можат да им овозможат движење. Имам овдека преглед на старост на пругите во Република Македонија. И замислете, на пругата Табановци-Илинден година на извршен ремонт е 1972. На Илинден Распатница и Распатница А Маđари 1980 година е последниот извршен ремонт. На Генерал Јанковиќ Скопје 1979.
И во состојба кога вака изгледа состојбата со шините во Република Македонија, раководството на ЈП инфраструктура се решава да ги продава половните шини кои што се уште може да се користат за старо железо. Зошто? За да може да се остварат личен профит. Не затоа што така ќе биде подобро за предпријатието. Исто така, благодарение на лошото менаџирање, нема пари за набавка на нови делови, кои што, например, како што се нови кочиони папучи за вагоните, чинат 600 денари. Од друга страна, менаџерскиот тим за 11 месец 2011 година набави безбедносни камери во кругот на предпријатието во вредност од 5.500.000 денари или скоро 90.000 евра. Ова покажува дека наместо да се грижат за безбедноста во сообраќајот, тие повеќе се интересираат за тоа што и како се случува во кругот на предпријатието, и тоа во најголема мера за да можат партиски да се реваншираат на оние кои што им се неистомисленици. Заборавив да надополнам дека истото ова раководство официјално има продадено 1715 тони шини. Но за жал, во секое товарање на овие шини се утоваруваат поголеми количини за кои што магационерите, дел од нив барем, не сакале да се потпишат на испратницата и беа сменети од нивните места, само за да може поедноставно и полесно да се спроведува криминалот во ЈП инфраструктура. Заради тоа, почитувани колеги, пред да дадете поддршка на вакви законски решенија, треба на вистина да се запрашате дали луѓето кои што ги именувате на менаџерски позиции и тимовите кои што тие ги прават околу себе, на вистина се грижат за доброто на едно јавно предпријатие. И на крајот, бидејќи веќе сте почнале со копирање на СДСМ во сите можни чекори, почнувајќи од делењето на партиски книшки на ниво на град Скопје со свеченост, како што правеше СДСМ во 2010-та, организирањето на масовни собори по сали за промовирање на резултатите на министрите, како што правеше СДСМ во 2009-та со промовирањето на решенијата за Македонија, аман ве молам, видете го делот на решенија за Македонија кој што се однесува на ЈП Железници и препишете го. Доволно е, ако немате идеја како треба да функционира предпријатието, препишете од нас, нема да ви се лутиме, само веќе да се стави крај на ваквото лошо и загубничко работење во ЈП инфраструктура.